Играта на ледената плоча во Македонија започна пред 22 години на замрзнатите површини во градскиот парк во Скопје. Голем број младинци играа хокеј рекреативно. Но желбата беше голема и набрзо се формира хокејарски клуб без никакви услови за оваа игра. Зимно време младите ентузијасти тренира на замрзнатите површини, а преку летото на ролшои. Меѓутоа, вистинскиот подем на ова најбрза колективна игра во светот во Македонија започна во 1969 година, кога во Скопје се изгради вештачкото лизгалиште. Интересирањето кај младите беше навистина големо. Хокејот стана прекупација на многумина скопјани. По неколку години Вардар не само што играше забележителна улога во Сојузната лига, туку голем број хокејари од скопскиот лигаш беа земени во поширокиот состав на југословенската хокејарска селекција. Меѓутоа, пред 5 години, ова игра на ледените оклопници во Скопје започна да стагнира. Годинава, хокејарите на Македонија повторно блеснаа, со што потврдија дека во Скопје има голем број талентирани хокејари, но зошто тие не стигнуваат до сениорскиот син дрес? Според многумина, причината е во тоа што во Скопје лизгалиштето не е покриено и што овој објект работи само 3 до 4 месеци во годината. Само да подсетиме, во хокејарските центри мразот се користи цели 10 месеци. На купот на републиките на покриените во хокејниот мраз што се одржа неодамна во Сараево, репрезентацијата на Македонија го освои 5-то место. Во решавачката средба Македонија ја победи Војводина со 8:5. Тоа беше непосреден повод за разговор со претседателот на одборот за хокеј на град Скопје, тренер на Вардар и пионерот на хокејот Трајче Трпчевски. Другар Трпчевски, како беше во Сараево? Во Сараево по трет пат учествуваме на купот Братство и единство на републиките и покрајините и тоа ни е наш најголем успех за овие 3 пати учествувања. Првиот пат учествувавме во Загреб, каде што го освоиме последното место, вториот пат во Белград исто така последното место, а овој пат се качиме за една степеница погоре на 5-то место од 6 вкупно што учествува заедно со младата репрезентација. Инаку всушност сме четврти во Југославија од републиките и покрајините, прва е Словенија, втора е Србија, трета е Хрватска, ние сме четврти, затоа што младата репрезентација учествуваше во конкуренција. Можам да кажам дека ова учество е наше најуспешно, не само тоа што го освоивме четврто место, туку и од игрите сум презадоволен, мислам, со постигнато што го дадоа нашите играчи. Затоа што сите тие репрезентации што се пред нас има далеку подобри услови за работа и поголема традиција. Од тука ценам дека учеството наше и пласманот е за секоја похвала и морам да им честитам на играчите од Македонија, всушност од клубовите Вардар и Скопје, кои го дадоа својот максимум за да го постигнат овој успех. Почетоците на хокејот во нашава република, заправо во Скопје, датираат од 1969 година, кога се изгради ово овде најјужното вештачко лизгалиште во нашава земја. Отогаш хокејот почна да бележи подем, меѓутоа најде и една криза. Што мислите вие, кога беше тој златен период на хокејот во нашава република? Историски погледнато, нашиот хокеј отпочна од 1959 година, кога се формира првиот клуб, меѓутоа се до изградбата на вештачко лизгалиште во Скопје, во рекреативниот центар Кале, тоа повеќе постоеше како клуб на љубители на овој спорт, а всушност почнувањето вистинско отпочнува од изградбата на лизгалиште кога се одржа и светското првенство во С група. Тогаш ние ентузијазистите, почетниците на овој хокеј, собравме младичи некаде околу 100 и од тие 100 ја извадовме нашата прва генерација скопска, која достигна свој подем и успех некаде 75-та и 76-та година. Овие години ги споменувам како најуспешни затоа што нашата младинска екипа на Вардар беше 3 пати едно по друго вице шампион на Југославија и секогаш во финалето губеше или од Есенице или од Олимпија. Всушност тие младичи веднаш во наредната година го постигнуваа и првиот успех и овде на нашето лизгалиште и надвор од лизгалиште. Беа победувани за прв пат и Партизан и Звезда. Имавме репрезентативци, голманот Чупески кој ги бранеше боите на Југославија на Европското првенство во Букуреш, Трпчевски Ѓорги. Од 1978 година, после тоа златно време, настапи криза. Кои се корените на таа криза? Кога веќе нашиот хокеј во Скопје почна да се изедначува со другите центри во Југославија, како што е Белград, Загреб, Нови Сад, Спартак и така натаму, дојдовме до една ситуација во тие центри да се изградат хали за хокеј на мраз
и сезоната да ја продолжат на повеќе месеци одошто лизгањето во Скопје, така што во Белград беше изградена одма до големата хала во Пионир, нова хала за зимски спортови. Во Загреб исто така се се отворија нови хали две, а и во другите места како што е Цели и така натаму. Од тогаш тие почнуваат да напредуваат далеко подобро, побрзо, додека во нашиот главен град заостанува зад нив, затоа што сезоната кај нив трае 10 месеци, додека кај нас 2, 3 или 4 месеци. Од тука дојде таа стагнација и едно заостанување во чекор со другите центри во хокеј на мраз. Дали само лизгалиштето е проблем? Секако дека тоа е пред се прво условите за работа и штом еден противник или има подобри услови или пак има подобра стручна работа канатаму, побрзо напредува, а оној што ги нема тие услови, секако дека и не може така брзо да напредува. Тоа е едното што по моје мислење заостануваме сега во моментот со тие центри. Затоа и е нужно, потребно да се тие услови пред се изедначат со другите центри во Југославија. Друго прашање што сметам дека сепак од таа прва генерација што извадовме вице шампионска титула, мислам што е освои во Југославија, пославо се работеше со младите, со младината и втора таква генерација не успеавме да создадеме во Скопје. Секако дека тоа е и еден услов за останување една од кризите. Во 1984 година се одржуваат Олимписките игри во Сарајево, во нашава земја. Што се прави во нашава република, ова најбрза колективна игра да бележи подем? Во 1984 година во Сарајево ќе се одржи Олимписките игри во Југославија. Тоа е една голема обврска не само за Босна и Херцеговина, тоа е обврска и за сите републики и за целата Југославија. Сака и нашиот одбор за хокеј на мраз на последните седмици дискутираше околу тоа прашање. Во наредните години ќе преземеме такви мерки и договарања и на ниво на другите републики и во целата Југославија да направиме се да биде успешна Олимпијадата во Сарајево. Исто така и во нашиот главен град се презимаат мерки, тоа требаше да се стори и минатата година. Се надеваме дека оваа година тие мерки ќе се направат тие остварувања, со тоа што ќе се покрие ова наше лизгалиште и ќе се овозможни да се створат услови за лизгање повеќе од 9 до 10 месеци и да се изедначиме со условите со другите центри. Со тоа ќе овозможиме овие млади наши играчи што и денес ги имаме во нашите клубови, како што е Владко Атанасовски, еден од најдобрите пионери во Југославија кој е земен за репрезентацијата, или Njегач Мирослав, еден од меѓу најдобрите младинци во Југославија кој сепак има време да се покаже, можеби тој е тој што ќе представува нашата република на Олимписките игри во Сарајево. Владимир Атанасовски беше најмлад учесник на турнирот Братство и единство во Сарајево. Тој со својата игра се наметна и за државната репрезентација, се разбира во пионерска конкуренција. Па, Атанасовски, како беше во Сарајево? Па, како да кажам, во Сарајево беше многу добро. Покрај игрите што ги игравме, постигнавме еден добар успех, кој за нас многу е важен. Какви ти се амбициите? Па, амбициите мислам дека ми се добри за овие успеси што ние ги имаме до сега. Мислам дека се добри. Во Сарајево, знаете, се одржуваат Зимските олимписки игри. Вие сте сега пионерски репрезентативец. Дали се надевате, дали со своите игри ќе се наметнете барем за во поширокиот список за состав на југословенската репрезентација? Па ја мислам дека можам да станам подобар играч доколку имаме поише услови како другите играчи во Југославија, а ако имаме такви услови ќе се борам да имам подобри услови, а не како сега овие што ги имаме. А за кои услови тоа станува збор? За тие услови што може да видам подобар играч, него ли сега овие малку имаме услови, па ќе се борам да видам подобар. Сметате лизгалиштето треба да се покрие и на мраз да видите повеќе од 7-8 месеци? Да. Njегач Мирослав е младински репрезентативец на Југославија, еден од најдобрите бекови овде до Македонија, поточно во екипата на Вардар. Какви се вашите амбиции? Па, моите амбиции се да станам репрезентативец младински на Југославија и ако може понатаму да станам и сениорски репрезентативец на Југославија, но за да станам репрезентативец на Југославија треба во Скопје да има добри услови, да имаме хала, да тренираме
повеќе од 9 месеци на мраз, демек треба да имаме повеќе мраз во ногите како и другите екипи што се во Југославија, на пример Олимпија, Сеница и така натаму. Значи, само условите се Само условите се битни во Скопје, бидејќи порано Вардар беше едни меѓу најдобрите екипи во Југославија, беше вице шампион на Југославија, беа втори во Југославија после Кранска Гора. Тоа беше затоа што сите екипи беа тогаш изедначени и сите ги имаа скоро сите услови во Југославија, приближни услови има. Ѓорги Грчевски беше еден од најдобрите во репрезентацијата на Македонија, а беше и прв стрелец во нашата репрезентација, меѓутоа и трет стрелец на турнирот. Дали можевте да постигнете и подобри услови? Подобриот успех можеме да постигнеме само со подобри услови на тренинг, затоа што ми имаме максимално за читава наша сезона 25-30 тренинга, што е то не стигнува ни за нормално да почнеме такмичење првенство, а не на такви турнири како што беше у Сараево. Таму беше најдобра елита од Југославија, целосно речено. Дали сте задоволни од пласманот? Од пласманот сме презадоволни. Ми воопшто не ни рачунавме на неко подобро место од последно, ама собравме некако сили и колку што знаеме со Војводина, ја тепавме 8-5. Репрезентацијата на Македонија во Сараево беше составена од играчи на Вардар и на Скопје. Овде покрај мене е еден од најдобрите играчи во Македонија и најдобар играч на Скопје, Ристо Аиновски. Како беше атмосферата? Па ја мислам атмосферата во Сараево беше многу добра и ние као екипа мислам ке репрезентација на Македонија уште од самото поаѓање се надевавме на последно место. И иако другите екипи се многу поискусни, ја мислам дека имат многу подобри услови од нас. Затоа не се надевавме на ништо подобро. Меѓутоа, при самата игра во финалето со Војводина, ние почнавме да играме многу добра утакмица, со што и поведовме 1-0 и натаму играта беше подобра за нас. Ние бевме како подобра екипа, мислам. И тоа ги изненади сите, мислам, на самиот турнир и самите нас, мислам, ние бевме изненадени од тоа. Живеевте добро, другарски? Да. Многу добро живеевме, се слагавме, мислам, сите играчи, и ние од Скопје и тие од Вардар и со другите репрезентации. Живеевме сите добро. И отаму и успех. И оттаму успехот, тоа следува самото последно. Во Скопје, меѓу спортските работници постои дилема дали на градот му се потребни 40 ракометни екипи, 50 фудбалски тимови, 3 пливачки клуба, повеќе скијачки екипи и така натаму. Затоа го запрашавме техникот на хокејарскиот клуб Скопје, Хари Томовски, дали на главниот град на Републикава му се потребни 2 хокејарски екипи. Однапред да одговорам дека на Скопје потребни се два такви тима. Од кои соображања? Како што знаеме, хокејот е една специфична игра која може да достигне едно реноме само преку директни судари на два тима, како што денеска ги имаме во Скопје, Вардар и новоформираниот Скопје. Да не повторувам оно што рече колегата Трпчевски Трајко, во Скопје односно постои хокеј веќе од подолго време. Тој постојано покажуваше извесен подем за да еден период достигне својата кулминација и потоа стагнира. Причини зашто стагнира има повеќе. Меѓутоа, една од тие причини е и непостоењето во Македонија на уште еден таков тим со кој би се овие момци судрили и нормално во еден таков судир би се ангажирале да дадат максимум, да постигнат што повеќе во ова, како што кажав, специфична игра и нормално да испрлиме и квалитетни играчи за репрезентацијата на Македонија, па и понатаму и Југославија. Значи да се одржуваат тренинг надпревари меѓу Скопје и Вардар, како што е денеска случај. Секако, на играчите при таквие судари на овие два тима, да ги така кажам, име многу поинтересна играта отколку да речеме меѓусобно во вид на тренинг и така натаму. Заклучокот е јасен. Талентирани хокејари во Скопје има, но за нивна целосна наградба потребни се далеку подобри услови. Овие пионерски и младински репрезентативци
Доколку не лизгаат повеќе од 3 до 4 месеци во текот на годината, сигурно е дека нема да стигнат до сениорскиот дрес со државниот грб. Во сегашните услови, хокејарските клубови Вардар и Скопје ќе останат во рамките на просечноста.